5 плюс 5 плюс 5 плюс 5 плюс 5 плюс FM. 5 плюс FM на брановите на Индекс Радио. Добар ден, драги слушатели! Добре дојдовте во уште едно издание на 5 плюс FM. Емисијата на 5 плюс драмско студио, каде ваши водители низ целочасовното издание се разни глумци. Денес со вас се Алиса во земјата на чудата, волшебникот од Оз, малиот принц, вештерката, кралскиот чевлар, детективот и многу други. И сега веднаш ќе си речете, како тоа толку многу водители? И не, драги наши, сепак само Лука и Михаела ќе бидат со вас, а сите набројани ликови се нашите улоги кои досега сме ги одиграле во 5 плюс драмското студио. И како ще е редот, ние зборуваме, вие слушате, заедно шизиме. Комшо, ајде пуштај музика. Пишеш песна, работа е тешка, вика дека поезијата е женска. Кошарка јас ке играм, кул фраер ке бидам. Трчај, скокај, заби кошијете, комшо, не си лош. Трчај, скокај, заби кошијете, комшо, не си лош. Но перошном ке патам дриблам, пошто сакам строфи, рими, лесни, редам стихови, песни, светлина за тоној рим. Пред мене се испрчил ти, светлината моја е твоето лице. Светлината моја е твоето лице. Да признам, не смеам, другарите ке ми се смеат, за романтика, звезди, љубов да пеам. Слушам шега, за мене има, но ке признам пред сите сега, кил поет ке бидам јас. Еден сончев ден, кога сите ке ме слушнат како смеам, другарите ке ми се смеат, за романтика, звезди, љубов да пеам. Слушам шега, за мене има, но ке признам пред сите сега, кил поет ке бидам јас. Еден сончев ден, кога сите ке ме слушат како Здраво, другари! Од октомври почнуваме со третата сезона на нашето 5 плюс драмско студио. Ако имате од 6 до 12 години, дојдете на нашите часови по глума. Заедно ќе учиме, ќе развиваме нови вештини, ќе се водиме од нашата имагинација, а ќе ја подобриме нашата концентрација, ќе стекнеме самодоверба и нови пријателства. Пријавете се, испрати порака на dramsko-5plus.mk или јавете ни се на 070 284 004. Биди дел од нашата 5 плюс фамилија. Диско, диско, диско стар. Диско, диско, диско стар. Јас
во диско одам, знај. Те молам, не сподевај. За мене земам джус од бар. Имам диджеј и тој е мојот суперстар. Сина блуза, блу джинс, носи диджејот мој. Секој ден карате, вежба, тренира тој. Лудо го слушам, тој е мојот диско стар. Лудо го слушам, ние сме диско пар. Лудо го слушам, тој е мојот диско стар. Лудо го слушам, ние сме диско пар. Диско, диско, диско стар. Диско, диско, диско стар. CD и лаптоп има тој. Брзо микса, за песни има посебен дар. Одиме в диско секоја ноќ. Сите ми велат, танцуваме нон-стоп. Сина блуза, блу джинс, носи диджејот мој. Секој ден карате, вежба, тренира тој. Лудо го слушам, тој е мојот диско стар. Лудо го слушам, ние сме диско пар. Лудо го слушам, тој е мојот диско стар. Лудо го слушам, ние сме диско пар. Диско, диско, диско стар. Диско, диско, диско стар. Пет плюс временска прогноза. Почитувани дечиња и сите слушатели на радиоемисијата 5 плюс FM, ја прекинуваме програмата со специјалниот извештај за временска прогноза. Од управата за хидрометеоролошки работи не пристигна следниот временски извештај. Денеска времето ќе биде обично. Да, токму како што слушнавте. Обично време, и тоа во сите градови на нашата земја. Денес ќе биде обично сончево, со обична локална облачност во планинските подрачја во источните делови и ќе дува обичен ветер од северен правец. До крајот на денот влажноста на воздухот на југ ќе биде обична, а во текот на ноќта насекаде претежно ќе преовладува обично и тивко обично време. Момент малку. Добивам информација од мојот соработник комшо, кој вели дека веќе на отворената телефонска линија добиваме повици од нашите редовни слушатели. На нив оваа информација за обичното време им делува многу обично, до тој степен што ги вознемери и многумина ги фати паника. Па го поставија прашањето што всушност да се прави на еден многу обичен ден. Доколку останете на нашата фреквенција, ние ќе се потрудиме со нашата програма овој обичен ден да го направиме необичен за секој од вас. Исто така, имейл сандачето dramskomajmunče5plus.mk е отворено во текот на емисијата за вашите предлози. Што треба да се направи за еден обичен ден да се претвори во необичен? Останете со нас. Чуваме и пазиме животната средина, охридската пастрмка и морската сардина. Нашите шуми, полиња и ливади да бидат чисти, зелени и без отпадоци. За подобро утре и еколошка средина, кај што и дете слободно ќе шета.
Биди ти дел од нас и секогаш повторувај. Немаме резервна планета, немаме резервна планета. Дедовци, прадедовци на сите нации, има порака до сите наши генерации. Планетата наша да ја чуваме и пазиме, само така неа може ние да ја спасиме. За по-добро утре и еколошка средина, кај што дете слободно ке шета. Види ти дел од нас и секогаш повторувај. Немаме резервна планета, немаме резервна планета. За по-добро утре и еколошка средина, кај што дете слободно ке шета. Биди ти дел од нас и секогаш повторувај. Немаме резервна планета, немаме резервна планета. Утрово се разбудив и кивнав гласно. Ми светна нешто силно и ми стана јасно. Веднаш готварска капа на глава ставам и чудеси разни со храна правам. Половина компир се претвори во бродче, од морково добив портокалово копче. Комастило црта планинскиот мед, млекото го снема, дури изброив до 5. Ајде деца сега пробајте и вие, зеленчукот сладки тајни крие. Но вошието штом слушна се побуни и стана. И јас сум здрава храна за детство без мана. Брокула, рукола, марула со крила, грашок, цвекло, зелка, спанак дава сила. Грозје, сливи, вишни, киви, а и круши, кајси и праски, среши за на уши. Капата на глава, лажицата во рака, прави чудни форми, кој како сака. Хамбургери, чварки, помфрити, паштети, не јадете често, тоа ќе ви штети. Брокула, рукола, марула со крила, грашок, цвекло, зелка, спанак дава сила. Грозје, сливи, вишни, киви, а и круши, кајси и праски, среши за на уши. Ајде деца сега пробајте и вие, зеленчукот сладки тајни крие. Но вошието штом слушна се побуни и стана. Јади здрава храна за детство без мана. Јухи, јухи, јеј! Дали знаете? Михаила, дали знаеш колку долго трае денот на месечината? Мислев следниот викенд да одам на излет, па да можам да си го испланирам патувањето. Баш ти е добро прашање. Месечината е единствениот природен сателит на планетата Земја. Обвивката на месечината е рапава и со многу дупки. Тие дупки ги прават астероидите, односно камеливите небесни тела кои удираат во неа. Еден ден на месечината трае колку 14 денови на Земјата. Температурата во текот на денот може да се искачи дури до 120 степени Целзиусови, а во текот на ноќта може да се спушти до минус 160 степени Целзиусови.
Поради овие големи разлики во температурата во текот на денот и ноќта, површината на месечината е пустинска и на неа нема живот. Аха, окей. Сепак јас не се откажувам од моето патување до месечината. Сакаш да дојдеш со мене? Не, благодарам. Мислам дека ќе имам за учење. Во едно градче, во котлина збрано, во каче топло, во кебенце старо, од мајка Буба, Петроније татко, се роди куче, необично ретко. Му дадоа име Брзотрчковски Петко. Бевме вкупно 5 кучиња на свет. Пони, Виви, Сречко, Сречко, чак и Петко, кучулинки 2. Пони, Виви се, Сречко, јас и Чаки, кучиња сме јаки. Фамилија кучешка, фамилија среќни сме, фамилија посреќна опет, најсреќна на свет. Чаки, чуки, чак, преки, пулипак, чаки, чуки, чак, преки, пулипак, чаки, чуки, чак, преки, пулипак, шляп, чешај, чешај. Пони лак лакира и телефонира, Виви многу чита, никогаш не скита, Сречко музицира, понекогаш фалшира, чак и в гол шутира и не нервира. Ау, 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 фамилија најсмешна, фамилија откачена, фамилија посреќна од 5, најсреќна на свет. Пеки, буги, пак, чаки, чуки, чак, пеки, буги, пак, чаки, чуки, чак, пеки, буги, пак, чаки, чуки, чак, шляп, чешај, чешај. Јас сум Петко Шерет мал, многу таленти во себе сум збрал. На мама сум паметен, на тато сум брз, секогаш уреден и секаде прв. Знам и да читам, одлично пеам, јас сум екологист, ги почитувам по старите, сам си ги брзувам брвките, возам велосипедем, се така поред. Сила со фамилија растрчана, фамилија насмејана, фамилија посложна од 5, најсложна на свет. Парарарам, 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 сила со фамилија. Уморе кога ќе сумариш нешто. Кога нешто си правила и многу си се уморила. Играм фудбал. Многу сум испотен и изморен. Сега, например, мораме да пишуваме и имаме малце време. И тогаш сум многу уморен и не можам да пишувам. Убаво, пример, да спортуваш 2 сати или 1 сат да се умориш. Морам малце да оставам, 1 минутка да се одморам, да се напијам вода и малце ќе ми биде и ќе се одморам. Ќе се одморам, сигурно. Нешто кое ќе се умориш и сакаш да се одмориш, а не може време. Уморе, ако многу се работели или многу си играле во балет како јас, се уморил и ти дошла да спиеш. Умор, кога ќе трчаш, да и ќе се измориш. Или кога ќе се умориш многу од работа, кога ќе доеш дома. Да, како еднаш мојот дедо се утрил да работа со клеста и не може се ни со
се измори многу и лаже дека многу го боли. Уморно, значи ако возиш многу велосипед или многу трчаш јако или пак многу одиш брзо, еднаш ќе се замориш и ќе почнеш да се заморуваш и ќе си најдеш купа и таму гледаш една купа и уште повеќе да трчеш и да седнеш и толку. А јас сум најмногу уморен кога ќе имам многу работа. Многу ти е тешко и многу си уморен и ти се спија. Не сакаш да се одиш дома. Па не ми текне кога ќе се уморим. Кога ако трчаш, ако возиш велосипедна точка. Добро. Кога возиш тротинет и тога се умораш. Умора значи, например, од надвор ќе си шетала, ќе си играла, ќе си безнеала и после ќе се умориш. Уморен е што одај каде идеш, од каде што си изморен и од каде што нема клупа и од каде што нема место за да седнеш. А некој кога ќе дига нешто тешко, ќе се мачи да турка. Сум имал тежок тест и сега многу сум уморен кога ќе се гледам дома. Ќе дигаме камења, се играл кошарка и кога ќе заврши тренингот, ти си многу уморен зашто си трча. Да се вратиш од школа, а сме имале, не дај Боже, 10 часа и тогаш сме уморени кога ќе се вратиме од дома. Задишен целиот, изгледа малку подгрбавен. Не може да ги држиш отворени очите. Нели кога ќе одиш негде на пат, тој водач или така обично ќе одиш пешки, ќе се умориш и ќе треба да се враќаш. И главниот ти дал многу како работи за прање. После доаѓаш дома и си легнуваш и куфер заспиваш. Си купив автобус убав, таков баш каков што сакам. Се е чисто и ново и мириса како сон. Еве веќе цела недела среќен си седам, да им кажам на сите, уште вечер ке гледам. На забава ке мене во 6:39 рокнавме музика, сите скокавме по кревет. Станав седе да сменам, некој на врата ми тропа. Комшијата од втори пола сат дремел. Се пуштале музика, било ни едно време. Реков не ме замарај и му затвори врата. Купив автобус нов, за ништо не ми е гајле. Журка ќе правам, се до утре са бајле. Јас ќе направам добро за тебе, ти ќе направиш добро за мене, тој ќе направи добро за нас. Јас ќе направам добро за тебе, ти ќе направиш добро за мене, тој ќе направи добро за нас. За бајлето станав, ги гледам сите од зграда, сакаат со мојот автобус да се возат. Ми се направи мерак, им реков ајде со мене, ќе ве носам на работа и ќе стигнете на време. Тргнавме веднаш, почнаа гласно да ми зборат, јадат, фрлаат ѓубре, ми направи алон. И тогаш ми светна, не треба вака да правам. Изгледа се лутат на сите, ке им се јавам. Ке им речам извини, вистина многу ви сгрешив, да се поправам од утре, ете така си решив. Веќе не пуштам музика во ни едно време, има правила и закони за сите и за мене. Јас ќе направам добро за
за тебе. Ти ќе направиш добро за мене, тој ќе направи добро за нас. Јас ќе направам добро за тебе. Ти ќе направиш добро за мене, тој ќе направи добро за нас. Ме гледаат сите и многу криво им беше, и од маздата нивна да се повтори нема. Секој од нас колку дава љубов толку и зема. Заврши приказава и сите се смеат. Се возиме низ градов, сите радосно пеат. Разбирање и почит, сега срце ни греат. Јас ќе направам добро за тебе. Ти ќе направиш добро за мене, тој ќе направи добро за нас. Јас ќе направам добро за тебе. Ти ќе направиш добро за мене, тој ќе направи добро за нас. Јухи, јухи, еј! Возрастните од секогаш се мислат дека се многу попаметни од нас децата. Но ние пронајдовме неколку наши врсници кои го докажуваат спротивното. Овие млади модни дизајнери ја означија светската модна сцена со својата креативност и желба да изгледаат убаво, како и тие, така и нивните врсници низ целиот свет. Ви ги представуваме најдобрите млади креатори во годината што измина. Мелиса Джейт Айдел, 12 години. Мелиса, попозната како Миси Икс, е по потекло од Англија, но живее во Њу Јорк. Од својата 9 година започнала да црта портрети од познатите креатори, кои ги гледала во модните списанија. Со подршка на нејзината наставничка по ликовна, таа најпрво направила маичка за себе, со ликот на Карл Лагерфелд. Нејзината маичка станала хит. И Мелиса веќе има сопствена дизајнерска линија на маици, со нејзини портрети од познати личности. Мо Бриджес, 11 години. Кога Мо имал 9 години, неговата баба му ја дала на подарок нејзината стара машина за шиење и еден куп стари алишта за тој да се игра. Неговото семејство било навистина изненадено кога Мо почнал да прави лептир машни со овие стари шизички материјали. 2 години подоцна Мо ги продавал своите машни на интернет и патем редовно си го пишувал домашното. Сесилија Касини, 14 години. Кога имала 4 години, Сесилија не си играла со кукли, туку таа ги сечела старите алишта на мајка ѝ за да ја бидат точни на нејза. На 8 години таа веќе знаела да крои и шие, а на свој 10 години нејзините креации биле дел од модните шоа во Лос Анџелес. Сесилија веќе е дел од Холивуд и креира облека за децата звезди. Изабела Тейлор, 12 години. Веќе од својата 9 година таа креирала облека, инспирирана од поите, природата и нејзината омилена поезија. Најпрво почнала да прави облека за себе и за нејзината сестра близначка. Интересно за неа е тоа што секое парче облека што таа го прави, доаѓа во пар. Изабела ја сметаат за моден дизајнер за близнаци. Искрено и ние не бевме свесни за овие млади креатори, се додека не ги побаравме на интернет. Но не застануваме овде, инспирирани од нив, веднаш побаравме туторијали за тоа како се станува моден дизајнер. Да, јас пак од баба ја позајмив машината за шиење. А јас најдов некои стари кошули од дедо ми и веќе имам идеја што да правам со нив. Држете ни среќа и очекувајте ги првите македонски детски модни дизајнери. Како какао, цел свет е вкусен, како какао.
Jaz sam kako frajer, a ja sam kako dama. Nije sme si par, parodi sa zgrada. Sve vkusno, ko decata što ne zna, a starite mudruva. Site sme si različni, na milion načini. Sve vkusno, nije smerko jedno, site da sme zajedno. Zajedno se sakame, kako što vi svirime. Sve vkusno, Здраво, другари! Од октомври почнуваме со третата сезона на нашето 5 плюс драмско студио. Ако имате од 6 до 12 години, дојдете на нашите часови по глума. Заедно ќе учиме, ќе развиваме нови вештини, ќе се водиме од нашата имагинација, а ќе ја подобриме нашата концентрација, ќе стекнеме самодоверба и нови пријателства. Пријавете се, испрати порака на dramsko-5plus.mk или јавете ни се на 070 284 004. Биди дел од нашата 5 плюс фамилија. Времето е денес, поgodno za se.
за добро дело. 5 плюс ви препорачува. Бидејќи не сме баш сигурни дали баба Марта ќе ни донесе сонце, развиорени дрвја во градскиот парк или пак силен пролетен дожд, со Михаела решивме да ви препорачаме еден интересен цртан филм. За секој случај, доколку викендов треба да го поминете дома, еве ви рецепт за добра забава. Закачете еден бел чаршаф на зидот во детската соба. Позајмете проектор од вашите соседи или роднини. Поканете ги и нив на гости. Испукајте еден куп пукањки и уживајте во домашната кинопроекција. Со оригинален наслов АП, односно преведено на македонски нагоре. Овој долгометражен цртан филм усреќа милиони деца, па и возрастни низ целиот свет. Замислете да можете да летате, или пак уште подобро, замислете вашата куќа да може да лета. Токму тоа е приказната во филмот. Pixar, студиото за анимации, заедно со Walt Disney, направија цртан филм во кој главен лик, дедото Карл, исполнува една од своите луди идеи, врзувајќи илјадници балони полни со хелиум. Неговата дрвена куќарка се вивнува високо над облаците и Карл заминува на патување во дивидите на Јужна Америка. Негови верни сопатници се куќето Даг и извидникот Раса. Секако, за авантурата да биде уште поголема, попат им се случуваат број згоди и незгоди, но на крајот приказната завршува среќна. Дедото Карл е многу интересен лик. Носи црни очила и е доста низок, но куќето Даг е постојано покрај него да помогне. Носталгичен и мил дед, полн со спомени и приказни од старите добри времиња, но искриен бунтовник и храбар човек. Со тек на годините тој останува сам да живее во трошната куќа, која од сите страни е окружена со високи облакодери. Додека издржувавме за филмот, откривме гласини дека е инспириран од вистинска приказна за една семејна куќа во Сиетл. Незината собственичка Едит не прифатила да ја продаде куќата. Затоа, во целото мало бил изграден огромен трговски комплекс од згради кои го обкружувале незиниот дом. Околу куќата, во дворот, имало место само за паркираниот автомобил и било останато само уште едно дрво. За жал, децении по заменувањето на Едит, куќата најпосле била срушена. Позарем немаме доволно трговски центри? Е тоа прашање ќе им го оставиме на возрастните. Едно утро рано насред густа шума мечок испи меден сок. Ја викна утка Роза и почнаа да играат рок. Ете ги сега дојдоа и други, дружина во реда 2. Со мечокот сите да играат гласа за! Шума речи пам-пам-пам. Не игра никој сам. Волкот буфин тигран крам. Чудна шума е знам. На печурка една буба мара игра партнер е штурец млад. А таа му се жали како игра за прв пат. Слоница и глушец се фатија под рака, си се вртат пак во круг. А како нив двајца во шума нема никој друг. Шума е чипа-пам-пам. Не игра никој сам. Волкот буфин тигрот крам. Чудна шума е знам. Чудна шума. Любоморна меца остана во соба, а мечок игра
си зеде меден сок. Околу е темно, некој пуши пури, а зајко труби ту-ту-ту. Сите нешто пеат, само крава прави. Шума е чима-па-па. Не игра никој сам. Волкот буфин тигарот кан. Чудна шума не знам. Шума е чима-па-па. Не игра никој сам. Волкот буфин тигарот кан. Чудна шума не знам. Јухи, јухи, јеј! Види ја неа, со коса кратка, а оној пак оди смешно како патка. Види го, оној има голем нос, а оној пак таму се шета бос. Еден е бушав, друг е слаб. Еден е од село, друг е од град. Ти си со раце, силни како даб, а мене ми фали еден преден зап. Големи и мали, дебели и слаби, радосни и тажни, сите сме важни. И дали петки имаш, или два-три геца, сите сме исти, сите сме деца. Раце мали, големи и силни, кога гушкаат сите сме милни. Машки, женски, големи и мали, на сите нас по нешто ни фали. Математика некој многу сака, другиот со дропки има мака. Убав, тенок, дебел, добар, лош, сите сме еднакви во еден кош. Големи и мали, дебели и слаби, радосни и тажни, сите сме важни. И дали петки имаш, или два-три геца, сите сме исти, сите сме деца. Не има секакви во мојот клас, високи и ниски со различен стас. Некој е скржав, друг од срце дава, сите сме еднакви со исти права. Големи и мали, дебели и слаби, радосни и тажни, сите сме важни. И дали петки имаш, или два-три геца, сите сме исти, сите сме деца. Големи и мали, дебели и слаби, радосни и тажни, сите сме важни. И дали петки имаш, или два-три геца, сите сме исти, сите сме деца. Погоди, епизода од 5 плюс фамилија. Михаела, во емисија сме. Михаела, почнуваме. Чекај, уште ова ниво да го поминам. Михаела, како Цветко си станала. А, што? Михаела, ти текнува кога Цветко беше заразен со видеоиграта и не се дружеше со никој? Молам? И па Цветко престана да излегува, ги откачи и Марија, и Петко, и Сара. Аха, да. Ако да малку му се играше, што е тука страшно? Како ако? Дури престана и да се бања. Нема шанси. Драги деца,
ви нашата Михаила се занесе во видеоиграта на телефонот, па ќе морам сам да ви кажам дека сите игри се добри, но кога ги играме заедно. И додека имаме дневна доза, се што е умерено е добро. Никако не смееме да ги запоставиме обврските во училиште, но и другарите. Ви слушате 5 плюс FM, а јас ќе морам некако да го одземам телефонот од раце. Не, Лука, врати ми го телефонот. Секој ден исто, друго нема, станувам точно во 6. Пишувам нешто да се учи треба, се враќам дури во 5. Уморна од денот од се што било, барам да најдам мир. Се враќам дома, гужва, гости, немам нерви за нив. О, има ли забава, забава. О, одамна музика, музика. О, ќе има веселба, веселба. О, друштво разонода, разонода. Секој ден исто, друго нема, станувам точно во 6. Пишувам нешто да се учи треба, се враќам дури во 5. Уморна од денот од се што било, барам да најдам мир. Се враќам дома, гужва, гости, немам нерви за нив. О, има ли забава, забава. О, одамна музика, музика. О, ќе има веселба, веселба. О, друштво разонода, разонода. Х е за Ханс Кристијан Андерсен. Тој е писател од Данска, но е познат и по неговите прекрасни сказни насекаде во светот. Девојчето со кибритчињата, грдото пајче, малата сирена и уште многу други.
ќе ти дадам дел од животот мој. А ете си, дојдеш во мојот прекрасен дом. Ќе сега си дел од животот мој. Дојде крајот и на ова издание на 5+ FM на фреквенцијата на Индекс Радио. Ви благодариме што останавте со нас и овој викенд. За нас забавата продолжува на некоја ливада. Со Лука ќе играме со топка. Ако на некој му се игра, ајде во паркчето со авиончето. Се слушаме следната сабота, другари. Italiani, hola espagnol, hello Great Britain, e jaz bi rekel Ciao Italiani, hola espagnol, hello Great Britain, e jaz bi rekel Tatuateter, te sakam kako den, Zeni senioru, I love you, je t'aime. Tatuateter, te sakam kako den, Zeni senioru, I love you, je t'aime. Hallo aus Deutschland, salut de France. Neka bidat si te srekni zu muzika i tanz. Hallo aus Deutschland, salut de France. Neka bidat si te srekni zu muzika i tanz. Tatuateter, te sakam kako den, Zeni senioru, I love you, je t'aime. Tatuateter, te sakam kako den, Zeni senioru, I love you, je t'aime. Marhaba Arab, na meste Indija, najvažno od se da se sakame ti i jaz. Marhaba Arab, na meste Indija, najvažno od se da se sakame ti i jaz. Tatuateter, te sakam kako den, Zeni senioru, I love you, je t'aime. Tatuateter, te sakam kako den, Zeni senioru, I love you, je t'aime. Tatuateter, te sakam kako den, Zeni senioru, I love you, je t'aime. Tatuateter, te sakam kako den, Zeni senioru, I love you, je t'aime. Te sakam kako den, I love you, je t'aime. Te sakam kako den, I love you, je t'aime. I love you, je t'aime. 5+ FM на брановите на Индекс Радио.